Според најновата анкета, секој трет граѓанин на Македонија размислува да ја напушти земјата во потрага по подобар живот. Најголем дел од тие што сакаат да се иселат се млади лица до 35 години, кои бараат подобри економски и животни услови. Причините за иселување најчесто се ниските плати, недостатокот на можности за напредок и незадоволството од политичката ситуација. Западноевропските земји се најпосакувани дестинации, особено Германија и Швајцарија. Експертите предупредуваат дека трендот на масовно иселување може да има сериозни последици врз економијата и демографијата на државата. Тие повикуваат на итни мерки за подобрување на условите за живот и работа со цел да се задржат младите во земјата. Утро во голем дел од Македонија се разбуди под снежна покривка, носејќи вистинска зимска идила. Снегот падна во повеќе градови, вклучувајќи ги Скопје, Битола, Тетово и Штип, а планинските предели добија уште подебел слој. Граѓаните споделуваат фотографии од снежните улици и паркови, уживајќи во магичната гледка. Сепак, снежните врнежи предизвикаа и проблеми во сообраќајот, особено на повисоките места, каде што се препорачува внимателно возење. Метеоролозите најавуваат дека снегот ќе продолжи да паѓа во текот на денот, но без значителни нови врнежи. Температурите ќе останат ниски, а утринските минусни вредности може да предизвикаат замрзнување на патиштата. Надлежните служби се веќе на терен, вршејќи расчистување на улиците и фрлање сол за да се спречи лизгање. Возачите се советуваат да користат зимска опрема и да избегнуваат непотребни патувања во критичните региони. Европската унија планира да воведе ограничувања за извозот на одредени технологии и суровини, што може да доведе до нови тензии со САД. Оваа одлука доаѓа како дел од стратегијата на Брисел за заштита на европската индустрија и намалување на зависноста од надворешни пазари. Вашингтон изрази загриженост дека ваквите мерки можат да наштетат на економските односи и да предизвикаат трговски конфликт. Американските власти веќе најавија дека ќе бараат дијалог со ЕУ за да се избегнат негативни последици врз меѓусебната соработка. Според извори од Европската комисија, предложените ограничувања ќе се однесуваат на критични сектори како микроелектрониката, ретките минерали и напредните технологии. Брисел смета дека ваквите чекори се неопходни за заштита на европските интереси. Очекувањата се дека во наредните недели ќе следуваат дипломатски преговори за да се најде компромисно решение. Доколку не се постигне договор, можно е воведување контрамерки, што би можело дополнително да ги влоши трговските односи меѓу двата сојузници. Во Израел се одржа масовен протест по повод 500 дена од киднапирањето на израелски граѓани од страна на милитантната група Хамас. Семејствата на заложниците бараат од владата итни мерки за нивно враќање и построга акција против киднаперите. Протестот се одржа во Тел Авив, каде што илјадници луѓе излегоа на улиците со транспаренти и фотографии на заробените. Тие ја повикаа владата да преземе поагресивни чекори во преговорите за нивно ослободување. Израелските власти тврдат дека работат на дипломатски решенија, но ситуацијата останува сложена поради условите што ги поставува Хамас. Семејствата, пак, сметаат дека владата не прави доволно и дека времето за спасување на нивните најблиски истекува. Протестите се очекува да продолжат и во наредните денови, а меѓународната заедница ги повикува двете страни на компромис. Останува неизвестно дали ќе има нови договори или воени операции со цел ослободување на заложниците. Во јапонскиот град Фукуока, 40-годишна жена е уапсена бидејќи наводно згмечила лепиња во продавница и заминала без да ја плати. Иако обвивката не била оштетена, полицијата соопшти дека една од лепчињата била деформирана, поради што целото пакување не можело да се продава. Сопственикот на продавницата забележал дека жената ја гмечи лепињата и ја повикал да ја плати, но таа одбила. По кратка потера, полицијата ја привела, а сега се соочува со кривична пријава за оштетување. Пакетот со 4 лепчиња чинел околу 1,2 евра. Овој случај предизвика интересна реакција, особено ако се спореди со Македонија, каде што тестирањето на мекоста на векните леп пред купување е секојдневна појава. Ретко кој размислува дека ваквиот чин би можел да има правни последици. Јапонската полиција во последниве години презема се построги мерки за вакви престапи. Слични случаи беа регистрирани во ресторани за суши, каде прекршителите биле фатени како лижат шишиња со соја сос или намерно нагмечуваат храна што се служи на подвижни ленти.